Големиот пожар што избувна во близина на фабриката за оружје и муниција во селото Самоков за миг го претвори спокојниот живот на жителите од село Рамне во вистински пекол. Жителите сметаат дека пожарот избувнал од фабриката во која има хемикали. Слушнале експлозии, а потоа виделе како пожарот се проширил кон селото Рамне. Во тој момент мештаните побарале помош од надлежните. Едно се јави во ЦУК. Во ЦУК се јавува некој таму. Почна да ме прашаат, па да не лажеш, да пева. Ние гориме, викам, барам помош и се изживува сом со мене. И ви име презиме, му дадо сето тоа. И чекаме помош, се денот нигде нема помош. При вечерто веќе дојде некој од Шумска тамо, некој оно. Меѓутоа, ништо што ќе става стихија, ништо више не гасеше. Во односот на институциите, на најниско можно, во крајна линија дисфункционално е се, ништо не функционира. Задоволни не сме од ништо. За нас, вамо, народците, ние фактички не постоиме за државата. Пожарот изгорел плевни, го зафатил електричниот систем. Селото останало и без струја. Пожарот го почувствувала и Киријаца Радеска, која живее во Македонски Брод, но редовно доаѓа во родното Рамне. Веднаш заминала кога дознала дека селото е во опасност. Куќите во местото Влаовци ги спасија доколку само една куќа е изгорена и едно возило целосно изгоре и на местото викано Калата две племни се изгорени, од која едната племна не беше ни со сено, ни со слама, таа племна беше расчистена и се користеше како магазин. Значи, тоа е моја собственост и го користев како магазин. Тоа се изгоре, се направи прав и пепел. Центарот за управување со кризи објави дека пожарот бил проширен од фабриката Самоков. Од Дирекцијата за заштита и спасување пак велат дека во понеделникот таму се интервенирало од копно. Пожарот кај Рамне, значи тоа е пожарот кој што започна над Самоков, веднаш до фабриката. Само знам дека таму имаше сили на земја, се работи за напуштени села во кои што безмалку и да нема жители, посеќавање зборувам. Мислам дека во Рамне имаше само една возрастна господја која што беше евакуирана благовремено. Во ова населено место опасноста се уште демне, а жителите се надеваат дека пожарите нема да се повторат и алармираат до надлежните за побрза реакција во вакви ситуации.